Почитувани на Пониква сме на надморска височина од околу 1600 метри. Ке разговараме со домакините, тоа е доброволното планинарско спасувачко друштво или доброволна планинарска спасувачка служба, кои денеска ќе промовираат дел од она што значи нивни активности и дел од она што треба да се разменат искуства со сите присутни кои се поканети на нова средба. Моментално пред нашите камери се господинот Антонио Додевски, председател на Советот за планинско спасување, потоа Гоци Исаев, председател на доброволното планинско спасувачка служба и господинот Стефче Трајчев, член на ова кочанско друштво. Може би во најавата не бев најпрецизен, меѓутоа вие во текот на разговорот ќе ме исправите, затоа што прв пат се сретнуваме и на некој начин промовираме друштво кое треба да биде во делот на она што значи спасување и да се вклучува сите оние активности во развојот на туризмот на Осоговието, посебно од аспект на тоа дека е прогласено за заштитено подрачје и сигурно значењето е уште поголемо. Најнапред, господин Исаев, што ќе се случува денеска, кои гости се ви се овде присутни и со кои какви понатаму искуства ќе размените? Денеска гости се моментално тука господин Додевски. Тук ги очекуваме гостите од Бугарија Антони Бошков. На пат се моментално ради времето, непогоди имаше. Така. Надмирани си се ќе ни пристигнат кај да е. Други гости се ни од ренџерската служба Орце и Саше. На подружницата особа Кочан или? На подружницата и Деспина Китанова од Македонско еколошко друштво. Так. Со кои се ни претежно и работењето. Најголемата соработка ќе ни биде на Скоските планини со нив. Какви искуства очекувате да размените? Искуството ќе биде размена околу заштита на тоа што е заштитено, подрачјата што кога ќе ги добиеме картите, мапите за движење, наше да ги насочуваме туристите да не се оштете тоа што е заштитено. Така. Претежно. И за гледачите ќе биде интересно колку време постоите, колку членови имате, она мала лична карта да ја дадеме на почетокот. ние постоиме една година до 25 март ќе наполниме роден ден една година. Колку членови имате? Членови сме 35, активни сме 15. Другите се како волонтери. Ако има, ќе се надопуниме со сите. Не дај Боже да има потреба, па ги активираме. Опременоста каква ви е за сега? Опременоста за сега не е така оскудна. Шо опрема имаме толку колку што можеме да функционираме, не дај Боже ако има некој повреда. Какви па натака очекуваме опрема да се надополниме заедно со Сојузо, со луѓе имаме исто од тај тип што ни недостасува на нас, се надополнуваме со Сојузо, за тоа сме Сојуз и ќе одговориме на секој предизвик што ќе го имаме на. Така, присутни сте 24 часа на теренот и веќе имате првични искуства, ваши активисти веќе и се во служба на граѓаните, на туристите, на посетителите на Пониква, така ли? Да, викендите сме присутни, сабота и недела, 24 часа, а преку викендо работните денови сме на повик само бројчето 112, кога не повикат, ние сме должни да искочиме. Так. Веќе имате ли први повици од некои граѓани кои имале потреба да рече? Не сме имале уште повици, имавме поодминено таму едни потраги, ама сега од кога почната зимската сезона не сме имале повици и се надеваме да издржиме да немаме повици. Так. Да поминеме се во најдобар ред. Овој дел од разговорот со вас ќе го заокружиме со тоа кои ви се плановите, што очекувате во делот на опремата, дали понатаму имате некој прецизирано што и како ќе работите? Во делот на опремата заедно со Сојузо се координираме и ќе набавуваме опрема нешто. Веројатно најмногу по донаторска основа, со донации или? Па пред се донаторска е. Да. За собствено, ние улагаме колку можеме, собствено. Е доста скапа опрема, не можеме да си го допуштиме. Допуштив мисли да помагаме, се што можеме да доброволно. Сега и со средства толку можеме, толку се снаоѓаме. Здрави Боже со донации и со проекти, што ги изработиме заедно со господин Додевски и со Стефче.
Надеваме се дека ќе добиеме опрема да функционираме по тие стандарди кои што се зацртани со Националниот сојуз со господин Додевски. Во овој разговор најмногу ќе ни помогне Антонио Додевски, претседател на Националниот совет за планинско спасување, бидејќи има најмногу искуство и сигурно може да сподели и некои информации кои ние како почетници би рекол во овој дел ги немаме. Најнапред ви благодарам за присуството, а потоа и да ни дадете една мала лична карта за тоа колку е покриена територијата на Република Македонија со спасувачки друштва и како се до тоа функционира. Да, ви благодарам јас на интересот кој што го изразивте за да направите едно вакво интервју. Прв пат сум овде, навистина ми е задоволство да бидам тука, да се ги видам уште еднаш нашите пријатели, особено што денес имаме и еден работен дел на кој што треба да дефинираме некои планови кои што треба да ги реализираме во иднина заедно. Ќе ви исправам, јас сум претседател на Национален сојуз за планинско спасување, сојуз, да. Сојуз кој што е составен од повеќе правни субјекти, односно различни организации кои се занимаваат со проблемот на планинско спасување. Морам да истакнам дека, за жал, во локацијата во која што живееме и времето во кое што живееме, за жал ние сме едни од последните држави кои што го немаат уредено системски ова прашање, и тоа е и нашата основна мисија и цел, системско уредување на проблемот со планинско спасување, бидејќи пред се нашите граѓани заслужуваат квалитетен третман согласно с меѓународната пракса и меѓународните стандарди кои се пропишани во оваа сфера, а да не зборуваме уште повеќе во делот за развој на авантуристички туризам, кој толку многу декларативно како држава се обидуваме да го развиваме, меѓутоа клучниот сегмент никако да добие на поддршка од страна на државните институции пред се. Тука е нашата основна мисија. Во Сојузот моментално членуваат 7 полноправни членки и 5 асоцијативни членови во согласно статутот, значи треба да се исполнат одредени норми и критериуми за да станат со статус полноправен член. Доброволната планинска спасителна служба од Кочани, односно Осогово, е член во Сојузот. Исто така, на наше големо задоволство, ние од источниот дел на државата имаме сериозни организации. Денес тука со нас и алпинистички клуб Астрајон од Штип и алпинистички клуб Скала од Струмица, кои што даваат едно сериозно светло особено на аспектот на техничко спасување на непристапен терен. Меѓутоа, сите овие членови на Сојузот, сите овие организации кои што на локално ниво треба да представуваат свои видни станици за спасување и треба да го сочинуваат целокупниот систем за планинско спасување во државата, меѓу себе се надополнуваат, односно сите тие се помагаат. Год се спомна со колкава бројка на членство располагаат, меѓутоа треба секогаш да имаме, јас се обидувам таа атмосфера да ја наметнам во Сојузот. Ние сме можеби 15-тина во Кочани, 10-тина во Струмица, 5-6 во Штип, не знам колку на други места, меѓутоа ние вкупно сме повеќе од 250 волонтери во моментов во нашите организации. Тенденцијата е да имаме уште поголем раст, бидејќи се појавуваат организации кои исто така го третираат ова прашање, гледаат дека нашата мисија и визија се јасно кристално насочени кон исполнување на меѓународните критериуми во оваа сфера и секојдневно имаме барање за приклучување на нови организации. Клучната мисија во овој момент ни е насочена кон легислативата, односно регулирање на ова прашање. За жал, повторно ќе речам, за жал, ние сме една од последните држави во Европа кои го немаат регулирано системски ова прашање. Добро, што прави државата и што треба да направи за да се тоа функционира на едно задоволително ниво? За жал, мислам, многу е лесно да кажеме дека државата не прави ништо, тоа би било само една флоскула и така лесно кажана, лесно извадена од ракав. Клучниот проблем е државата дека не го има идентификувано проблемот на вистински начин и не ги идентификува начините за решавање на тој проблем. Во меѓународната пракса постои организација во која членуваат сите светски спасителни служби. Тоа е организацијата ICAR, International Commission for Alpine Rescue. Националниот сојуз е член во интернационалната комисија. Оваа комисија
не дефинира строги стандарди, меѓутоа дефинира препораки по кои што треба да се придржуваат спасителните служби за да можат безбедно да ги изведуваат спасителните операции, да бидат ефикасни во смисла да укажуваат ефикасна помош на повредените и да нормално функционираат, односно да го дефинираат системот согласно потребите на локалните средини. Така што ќе речам повторно, лесно е да кажеме дека државата не прави ништо, меѓутоа државата сме сите ние. Токму и нашата цел како сојуз е ние да ја помогнеме на државата. Сега од другата страна, значи ние не идентификуваме државата преку политичарите, туку идентификуваме државата како заедница од сите кои што живеат тука. Значи ние сме составен дел од државата и ние ги правиме моментално напорите да ова прашање го регулираме и законски, меѓутоа и практично преку примерите кои што ги имаме спроведено. За жал во моментот единствена 24 часовна служба која дава услуги по препораките на ИКАР е Планинската спасителна служба при Црвен крст во Охрид, од каде што доаѓам јас и колегите. Единствена служба која е операбилна 24 часа, која поседува опрема и вештини согласно сите препораки кои што ИКАР ги дава. Ова го напоменувам не за да се пофалам дека доаѓам од средина и дека имаме, туку сакам да кажам дека ние имаме пример овде во државата. Не треба да се огледуваме некаде надвор, не треба да мечтаеме. Сакам да кажам дека е многу реално да го имаме истото и во Кочани, и во Штип, и во Струмица, односно и во сите други поголеми центри во државата, кои што меѓу себе координирано ќе можат да изведуваат на вистина ефикасни спасителни операции, на задоволство верувам на сите наши граѓани, а и на стопанството, односно туризмот. Дали вакви служби, да речеме и искуствани из Европа има каде што има, претпоставаме, хеликоптери, може би или некои санки и така натаму, опремени максимално за да се стават во функција на... Повторно ќе кажам, концептот на организација на службите во различни земји е различен и зависи од реалните локални потреби. Не се секаде потреби исти. Затоа мислам дали некои високи дострели може да се направи. Јас да бидам искрен не мечтавам за хеликоптери воопшто, иако хеликоптерите се нужни во спасувањето, меѓутоа ние во државата хеликоптери имаме и затоа и не мечтавам. Едноставно нешто што немаме координација меѓусебно со останатите служби. Немаме доволно тренажни часови на заедничка работа за да можеме да се веруваме едни на други и да изведуваме ефикасни операции. Не се хеликоптерите пресудни. Пресуден е на начинот на организација на службите. Она што е многу важно е и што е особено битно да се напомене тоа дека во најголем дел од европските земји, односно конкретно кажано во поголем број од 95% од земјите, службите се организираат на волонтерски принцип. Токму заради бројот на несреќи кои што се случуваат годишно. Значи, илузија е дека во земја како нашата би можеле да имаме професионален концепт, бидејќи тој концепт бил неодржлив. Од друга страна, волонтерските концепти секогаш обезбедуваат брзи и ефикасни интервенции, особено во случаи кога е потребен поголем број на луѓе, затоа што бројот на волонтери е неограничен. Луѓето кои сакаат да помогнат, може да помогнат на различни начини. Нашата задача е да ги едуцираме соодветно луѓето и да се грижиме системот да функционира безпретворно. Тоа е целта на организациите, сето друго го прават луѓето, нивните вештини и опремата со која што располагаат. Така, ви благодарам господине Антонио Стефче Трајчев, член на доброволното планинско спасувачка служба или друштво. Денес имаме изворедни услови за да практично се покаже како би можело да се спасува, бидејќи на Порико има и многу магови, многу стеки, веројатно во такви прилики се бара или може да се случи да се бара помош од токму од оваа спасувачка служба. Кои се мотивите кои доведува во спасувачката служба и како може тоа практично сето тоа да го на некој начин објасните? Па вака, пред се чест и задоволствени што сме членови на ова друштво, кое што по идеја на Гоци Исаев беше формирано лани во март. И секако чест и задоволствени што станавме и членка на Сојузот, Националниот сојуз, на спасувачки служби, при што и обавивме некои обуки. 2 обуки имавме во Охрид, кој што едната беше практична на Галичица, другата имавме презентација на опрема која што спомнавте.
таму имаат малку повеќе опрема и видовме што значи да имаме професионални санки, што значи да имаме професионални вакуумски душици или други помошни средства кои што се неопходни за, не дај Боже, повреда. И секако како што кажавте, моментално имаме многу туристи овде на Пониква и се чувствуваме дека можеме да помогнеме. Можеби немаме професионална опрема, но секоја желба да се помогне при некој случај е огромна. Затоа и во име на сите членови, сите сме доброволно овде за да можеме во секој момент да помогнеме. Така, дали во изминатите денови имате искуства, односно викенди имате некои искуства околу организацијата на сообраќајот и други активности? Па да, бидејќи знаеме дека премногу туристи доаѓаат, сите претежно се со возила, кои што не можат овде да бидат сместени, се паркираат покрај самата улица и сето тоа доведува и до неред и до нервоза на туристите и сето тоа гледаме да го искоординираме. Секако ни помагаат и другата служба која што е противпожарната, ќе ја спомнам и нив, и тие се во координација со сето ова, така да искоординирано си помагаме. Пред се можам да кажам дека повреди сега за сега нема. Од една страна сме радосни, од друга страна си имаме секој пат, како што каже господинот Гоце Исаев, дека имаме овде дежурства, ако има потреба, ние сме тука. Господин Исаев, како може оваа спасувачка служба да помогне во комплетно во развојот на туризмот на Осоговието, бидејќи зборуваме за локален настан, би рекол, или за локални активности? Ние се приклучиме на секоја активност што е замислена од страна на ренџерската служба и на Македонското еколошко друштво, за да придонесеме сето тоа да остане во тие рамки што треба зачувано за рана превентива на пожари, да ги известиме сите што треба. Значи тоа кога дојде група туристи да речеме да го посети Осогово и вие во летен период, не мора да е зимски, дека вие ќе ги следите, дека ќе бидете придружба на некој начин и дека во тој дел можете многу да им помогнете, да внимаваат да не налетат на некои опасни терени и ситуации. Да, ќе бидат упатувани доколку сакат, ќе бидат и од нас придружувани или превезени до некое место што сакат да го посетат и така. Така. Релацијата со другите туристички капацитети, веројатно имате мапа, имате карта и знаете сите тие патеки кои може по најбезбеден начин да се стигне до таму. Дали во тој дел ќе имате дополнително обуки или пак ќе ги запознавате, да речеме како еден вид туристички водичи сите оние кои ќе престојуваат на планина воопшто, не мора да е на Осогово. Планирани се обуки за околу оближување на патеките со Македонското еколошко друштво и со ренџерите. Ќе се изврши таа обука. Во дело на нашата обука планираме годишно околу 2 средби со господин Додевски во Охрид или тука незначително на кој терен ќе се договориме, значи пожелно е да ги менјаме терените, да не сме се во Охрид на нив терен и они малку да дојдат на нас, да идеме и на Шапка со другите колеги што се. Дали вашите колеги од Бугарија имаат некои поголеми искуства, дали поодамна таму е навлезано таа активност, би рекол, доброволна? Да, концептот во Бугарија има подолга традиција, тие имаат, ако не слажам, повеќе од 50 години традиција во планинското спасување. Таму е концептот малку поинаку дефиниран. Тие планинската спасителна служба е составен дел на Црвениот крст во Република Бугарија и тие имаат, сега не знам колку точно, меѓутоа имаат скоро во сите туристички региони имаат нивни станици кои што делуваат локално. Меѓутоа сите тие се во организација на Црвениот крст. Кај нас случајот е малку поинаков, токму заради недостигот сите овие години, особено од самостојноста на државата овие 30 години, потребата за планинско спасување во различни региони наметнала различни организации да се формираат, сакајќи сами себе да си помогнат, бидејќи едноставно системско решение не постои. Нашиот конкретен случај ние почнавме како една симбиоза помеѓу алпинистички клуб Патагонија од Охрид и локалниот Црвен крст. Наидовме на разбирање таму, локалната организација на Црвен крст ни понуди комплетна логистика, се што имаше на располагање од возила, објекти, ние го понудивме нашиот квалитетен кадар кој што многу брзо, морам тука да кажеме дека алпинистичкиот кадар е кадар кој што многу брзо за кратко време се адаптира на техниките за спасување, особено на технички комплициран терен, но најважно е
да се каже дека и покрај се што може да имате, најбитни се луѓето. Затоа и волонтерските концепти, ќе повторам уште еднаш, се многу значајни и една од најголемите предизвици кои ги имаме во овој момент е да ги убедиме политичарите, не сакам да речем државата, бидејќи пак ќе кажам државата сме сите ние, да ги убедиме политичарите дека токму волонтерските системи не се тие кои не вредат, туку се тие кои можат да донесат многу дополнителна вредност на општеството. Најголем проблем имаме со ова, бидејќи едноставно овие 30 години с политиките кои што се случува во сите овие години наметна еден принцип на владење преку вработување и едноставно денес убеден сум дека сите го се соочуваат со тој проблем. Најголем проблем имаме со превработеност во одредени служби, структури, институции кои што се нефункционални токму заради превработеноста. Ние нудиме нов концепт кој што функционира повеќе од 200 години во Европа и пошироко во светот. Тој е концепт на високопрофесионални кадри, високопрофилирани кадри кои што работат доброволно на волонтерска основа. Ова е концепт кој што функционира, ние во Охрид сме класичен пример за тоа. Пример си овие дечки овде од доброволната спасителна служба, пример се скоро сите алпинистички клубови кои што во минатото имаат изведувано на вистина комплексни спасителни операции, онаму каде што никој друг не може да пристапи да го направи тоа. Меѓутоа системски не е решено. За среќа пред веќе повеќе од 2 години го формиравме Сојузот, значи собравме организации од различни профили, пак ќе кажам, од една страна е Црвен крст како носител на планинска спасителна служба во Охрид, од друга страна е Сдруженијето Асклепи, кој што е носител на членството во ИКАР, првата организација за члената во ИКАР, и организација која е формирана токму од алпинистите при Федерацијата алпинистичка во Македонија, така што едноставно концептите се различни. Во некои држави постојат национални служби кои што имаат станици на други места. Еве случајот во Бугарија е во рамки на Црвениот крст, кај нас е исто национален сојуз од повеќе организации кои што исто така представуваат свои видни станици на локално ниво, но мора да признаеме и да бидеме искрени, неопходно е унификација на знаењата пред се. Тоа ќе ни е една од главните приоритети во следниот период, да ги дефинираме националните стандарди, бидејќи мора да постојат, мора да работиме на едукација на членството во сите организации, унификација на знаењата, дефинирање на стандардни оперативни процедури и национален стандард во пристапот кон спасителните операции, односно примена на препораките од ИКАР, особено во делот на опремата и техниките кои ќе се применуваат за укажување прва помош и брз транспорт на повредени. Комплексна активност, меѓутоа за среќа имаме повеќе од 20 години искуство. Во рамки на Сојузот имаме организации од различни профили. Носител на целата активност морам да кажам дека е Македонската алпинистичка федерација, која го дава клучниот кадар во целава приказна. Тука имаме спелеолошки клубови кои што ќе бидат специјализирани во иднина за спасување во пештери, спелеолошки објекти, пропасти, јами, бунари и слични објекти. Тука имаме од Велес веќе ни пристапи организацијата Македонски спасител која е специјализирана за спасување на вода и брзи води реки. Во Охрид имаме еден уникатен пример на специјализирано здружение за дресура и трагање со кучиња спасители, така што малку по малку пристапуваат во Сојузот организации од различни профили. Единствено што треба да направиме унификација, дефинирање на стандардни оперативни процедури и она што е најголем предизвик да ги убедиме политичарите дека овој концепт е концептот кој што гарантира ефикасност во системот за спасување на планината. Так. Исто само за крај, Гоце, дали го имате решност местото, просторот каде што ќе действувате? Канцелариски или било како? Канцелариски простор, објектот го имаме на користење, уште не е решен статутот со него. Користиме го. Работите на тоа, да го решите. Надеваме се дека ќе биде решено. Да, и дали спасувачите има свој ден во годината, некој светски или на државно ниво? Многу интересно прашање. На последното генерално собрание во Монтро, Швајцарија, во октомври минатата година, беше утврден 28 август како меѓународен ден на планинското спасување. Значи тогаш е утврден дефинитивно на согласање на генералното собрание. Од следната година веќе ќе почне да се одбележува, ќе го одбележуваме секако и ние како дел од тоа меѓународно семејство.
Ако немате нешто некој од вас да додадете, тука некаде ќе завршиме разговорот, ќе го очекуваме и гостите од Бугарија и со нив да размениме некоја дискусија. Претпоставам дека тоа е се. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на вас.